Оние кои не беа во можност да присуствуваат на концертот насловен како музиката ги обединува разликите во Народниот театар, пропуштија една прилика да слушнат едно ремек дело кое го изведоа 25 млади музичари, основци, средношколци, студенти. Сите од различни националности, обединети со музиката, исполнија 9 песни на македонски, турски, влашки и ромски јазик, со што ја воодушевија публиката. Интересно беше, два-три етникума заедно пеа, мутечноста тоа е, да се забавуваме сите заедно. Не можам да објаснам колку убаво. Многу воодушевена сум. За прекрасниот концерт посетителите, освен на младите музичари од Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов и Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Гоце Делчев, треба да им се заблагодарат на Државниот студентски дом Браќа Миладиновци, каде се одвиваа пробите во изминатите 4 месеци, и на Сдруженијето за хуманитарни активности Синергија, кои ја имаа идејата и го изготвија проектот. Благодарност до градоначалникот што најде во нас што интересно да го вклучи ова во Штипско културно лето, па затоа, иако не планирано во проектот, ова беше како завршница на целиот проект. На концертот присуствуваше и градоначалникот примариус магистар Илчо Захариев, кој пред Канал Плюс телевизија ги сподели импресиите после настапот на младите музичари. Но за мене беше задоволство да го чуеме нашиот град, да ги чуеме сите јазици кои се зборуваат во нашиот град, да ги чуеме сите овие прекрасни деца кои пееа на македонски јазик, на влашки јазик, на ромски, на турски јазик. А дефинитивно најголема придобивка е што ќе остане како траен спомен за едно големо единство на Штип и почитување на сите оние различности кои ги имаме. Младите музичари кои беа дел од настанот и кои допринесоа за прекрасно поминатата вечер, презадоволни од сопственото постигнување и пресрекни од воодушевувањето на присутните. Како сте задоволни од концертот вечерва? Концертот беше прекрасен. Неколку месеци имавме макотрпна работа, бидејќи сето овој финален продукт за да излеземе во јавност, мора да биде онака професионално изработено. И се надевам дека ги заслуживме аплаусите вечер. Нивното безпрекорно представување пред штипјани се должи на 4-месечните напорни проби, кои од друга страна им представувале задоволство, затоа што работеле по диригентската палка на Куртиш Јашарев, професор по музичка уметност во Општинското основно училиште Гоце Делчев и професорот Диме Атанасовски. Има една реченица стално и старно, ние вечерва го тоа докажавме со нашата изведба, вика музиката во светот е заедничкиот јазик. Тоа е тоа. По реакцијата гледам, нели, публиката како реагираше, мислам дека ако не 100%, 99% беа задоволни. Во рамките на програмата предвидена за 30-тото јубилејно издание на Штипско културно лето, за вечерва е предвиден настан посветен на помладата популација. Во Дом на млади во 22 часот ќе започне концертот на македонскиот музички состав PMG колектив, чии членови пред присутните ќе го промовираат својот 6-ти албум насловен XU.